Здраво, Сузе, како си? Здраво, Александар. Одлично сум. Како си ти? Добро, кажи ми што има ново, што правиш? Се прибирам од работа и читав малку од материјалите кои што ми ги испрати поврзани со злоупотреба на идентитети во маркетиншки цели. Да ти кажам искрено, доживеав дежаву. Зошто и ти беше злоупотребена во таков контекст? Па на некој начин, да, јас и мојот соговорник зимава снимавме некоја емисија поврзана со македонскиот јазик. За по неколку дена мои пријатели да ми испратат фотографија од емисијата во која што наводно ние зборуваме за чаеви за слабење. Тоа не те погодува само тебе, не знам дали знаеш дека многу доктори, односно нивните идентитети беа окрадени и злоупотребени во такви маркетиншки цели, како во Македонија, така и во регионот. Да. Убаво се сеќавам на случајот со доктор Пановски за тоа што злоупотребата на неговиот идентитет за продажба на одредени производи поврзани со за медицински цели секако дека беше топ тема во многу медиуми. Може би можеле да го контактираме да ни зборува на таа тема. Апсолутно. Ние професори, не сум сама, има многу еминентни како мене и поеминентни. Со месеци седиме на Фејсбук и никој ништо не преземе иако се пријавени. Значи ние за нас, за државата, сме безвредни. Може кога нас секој да брише пот. Доктор Пановски не може ниту да наброи во колку лажни кампањи за продажба на производи е злоупотребен. Почнало со чај за лекување од паразити, лек за дијабет, до објави во кои тој е представен како изумител на лек за слабење. Докторот вели дека државата е глува за ваквите злоупотреби на социјалните мрежи и никој ништо не презема. И веќе не ги памтам сите. Тие таму има и лажни интервјуи, веќе не ги читам, таа се грозни работи. Се увеле колеги да прашаат кај да пријават и они пријавувале. Во МВР кажа дека пријавено до обвинителство. Од обвинителство прашаме до кај е работата за да продолжиме со приватна тужба. Нема одговор, како да сте безвреден граѓанин. Мислам, ви злоупотребуваат и се кршат закони. Од Републичкото јавно обвинителство потврдуваат дека имаат предмет во предистражна постапка. Повеќе потенцијално оштетени лица пријавиле злоупотреба на нивни податоци. Постапувајќи по оваа пријава, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје првично даде насоки до Министерството за внатрешни работи за да се извршат проверки со цел да се идентификуваат објавувачите на наведените содржини. Откако беа извршени проверките, Министерството за внатрешни работи до Основното јавно обвинителство Скопје достави кривична пријава по која веќе се постапува и се преземаат сите действија со кои се проверува дали во конкретниот случај има елементи на кривично дело кое се гони по службена должност. Предметот е во предистражна постапка. Доктор Пановски нема дилема дека може да се пронајдат сторителите, но институциите не постапуваат. 8 месеци чека да го известат докаде се пријавите без одговор. Кај нас доека не умре некој и дека медиумите не кажат дека умрел заради пиење на лажен лек, а еднаш тоа за малце ќе се случеше, меѓутоа за среќа девојката преживеа, која престанала да прима инсулин, гледајќи ги овие лажни реклами од професорка, тогаш злоупотребена, исто пензионерка која работи со дијабет, на која она и верувала, мислела дека тоа е вистина. И падна од дијабетична кома. Значи, дека не умре некој, овие нема да мрднат со прст. Вакви злоупотреби има на цел Балкан и Босна и Херцеговина е плодна почва за малверзации. Професор доктор Бранислав Михајловиќ, редовен професор на Факултетот за здравствени науки во Бања Лука, на крајот на минатата година се нашол во измислено интервју на околу 10 страници, во кое објаснувал делување на лек, а се нуделе и 50% попуст за негово купување. Како изгледа тај наслов? Ево видите, ово е наслов на веб сајту gdje se govori o tome koliko ove medicinske efekte ima ovaj lik. Kaže, nakon čišćenja krvnih sudova kod starih osoba pritisak prestaje da se podiže, a nestaje 9 takozvanih neizlečivih bolesti. To navodno ja kažem. Imaju jedan web sajt i onda linkuju taj web sajt na Facebook profile. To su sve lažni Facebook profili. Jedan, drugi, treći, četvrti. Kada se otkrije jedan, on taj ugase, otvore drugi, kad se otkrije drugi, onda treći i tako dalje. Znači putem Facebook reklame.
Докторот пред да пријави во институциите направил собствена истрага нарачувајќи го продуктот кој со попуст чинел над 25 евра и праќајќи пријатели во канцеларијата на дистрибутерот Лидшоп во Сараево, фирма во собственост на македонецот Владко Василев. Случајот го пријавил во сите босански институции, но по 7 месеци смета дека тие се или мразеливи или корумпирани, бидејќи поместување нема, иако добил потврда и од кантоналната обвинителка дека законот е прекршен. To jeste krivično djelo, kako je ona kazala, krađa identiteta, ali firma koja je uradila krađu identiteta i reklamirala taj lijek je izvan Bosne i Hercegovine u Emiratima, u Dubaji. I sad, po njenim riječima, ja bih samo htio da citiram, da ne budem nedvosmislen, ona je rekla da je to krivično djelo, ali nije počinjeno u Bosni i Hercegovini, jer je ova firma Lidshop imala ugovor sa tom marketinškom firmom u Emiratima i ta firma je izvršila oglašavanje, ali ona nije na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako da ne mogu da krivično je goni, niti vlasnika te firme. Сопственикот на компанијата што ја посочува доктор Михајловиќ во телефонски разговор ни посочи дека фирмата во Сараево ја затворил во мај, откако почнале пријавите. Но на страницата на управата за индиректно оданочување на Босна и Херцеговина стои дека фирмата е се уште активна. Сопственикот Василев има други фирми во Македонија и Србија. Вели дека бизнисот му е чист, бидејќи производите се на голема руска фирма, која ги испорачува, а тој само ги пакува и наплаќа за таа услуга. Производите се одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство преку неговата македонска фирма Stork Impex. Главно бизнис операторите кои бараат мислење за производ додаток на исхрана, истиот и го пласираат на пазарот. Дел од бизнис операторите го дистрибуираат и до други оператори со храна. Сопственикот Василев тврди дека ниту спорниот маркетинг не го организирал тој, туку компанијата што ја нарекува свој партнер, а и производителите од Бугарија, Пакистан и Индија. Сега е веќе хаос со тој маркетинг. Сите заработуваат од реклами. Од дома кој што сака прави и во суштина кој го плаќа тој маркетинг, тој си сноси одговорност. А јас, ако немам доказ дека сум го платил маркетингот, ако немам дека јас сум платил за маркетингот, значи немам никаква одговорност. Вели сопственикот на Stork Impex, кој има и кол центар во Македонија, но вели не продавал преку него, ама нарачките се правеле откако ќе се кликнел банер и ќе се оставеле податоците, пошто сепак следувал повик од кол центар. Доктор Нино Голдбек, виш јавен обвинител во Баварската централа за интернет криминал, спомнува дека во повеќе држави има кол центри кои се дел од измами. Балканот, а особено Македонија, е во фокусот и на меѓународни истражувања. Забележано е дека нешто се случува во земјата, а како посебно интересно место се издвојува Скопје. Bulgarien, Serbien sind da beispielsweise zu nennen, aber tatsächlich haben wir auch in verschiedenen Verfahren ganz konkrete Hinweise dafür bekommen. Unsere Ermittlungen haben eindeutig gezeigt, dass es auch beispielsweise Callcenter in Nordmazedonien gab oder gibt. Und entsprechend hat auch im vergangenen Jahr beispielsweise im November im Rahmen eines sehr großen Zuschlags in verschiedenen Staaten, unter anderem Albanien, Georgien, auch ein Zuschlag stattgefunden in Nordmazedonien. Sprich, es gibt klare Hinweise dafür, dass zumindest auch in Nordmazedonien dieses betrügerische Agieren angekommen ist. Da sind nach meinem Kenntnisstand in Nordmazedonien vor Ort keine Personen festgenommen worden. Das haben wir auch nicht. Darum haben wir auch nicht gebeten, sondern es ging in erster Linie um die Durchsuchung von Räumlichkeiten und um die Beschlagnahme von Beweismitteln. Злоупотребата на идентитети во маркетинг цели и воопшто целиот криминал во ваквиот тип на онлайн продажба е високо профитабилен. Затоа и базата на граѓани со злоупотребени лични податоци или идентитет е голема и непрестано расте. In den vergangenen 3, 4 Jahren, 5 Jahren sind allein hier in Bayern, also im südlichsten Bundesland,
Deutschlands allein ungefähr Gesamtschäden von 300 Millionen Euro entstanden. Und das sind nur diejenigen Schäden, die bei uns angezeigt worden sind. Das sogenannte Dunkelfeld ist sicherlich noch mal deutlich höher. Ако во Германија се бројат милионски штети, во Македонија институциите не бележат ни многу пријави за вакви злоупотреби. Секторот за компјутерски криминал при МВР има добиено по 4 пријави за злоупотреба на лични податоци во маркетиншки цели, поднесени во 2022 и 2023 година. Овие 8 пријави биле од правни лица. По добивање на официјално барање од надлежен јавен обвинител или судија, секторот за компјутерски криминал како контакт точка со социјалните мрежи во светот ги доставува овие барања до социјалните мрежи со цел да се добие податок од каде се креирани тие страници, групи или профили. По добиени одговори од социјалните мрежи и информации околу креаторите, повеќето доаѓаат надвор од Република Северна Македонија. Злоупотребите во маркетинг цели не се однесуваат само на кражба на идентитет на познати личности. Жртва може да стане секој. Спонзорирана објава кај што не би можеле да знаеме дека е превара, лага, кој што користи лого од официјален бренд за антивирус, има реклама, бараме итно луѓе, дневно плата 70 до 200 евра за земјите Македонија, Романија, Бугарија, Србија, кој што апсолутно звучи одлично и звучи реално. Бидејќи се занимавам со тоа и многу често и ги известуваме нашите клиенти, им праќам известување, ова е превара, немојте да кликате. Тоа е еден од начините за преземање, кој ќе кликнете next, всушност ви бара дозвола за да ви ги преземе сите лични податоци. Man muss sich das vorstellen, Betrugsnetzwerke, die mit vermeintlich lukrativen Investments im Internet betrügerisch arbeiten, die sind zwingend darauf angewiesen, dass sie ständig neue Kundendaten bekommen, also die Daten von Personen, die bislang noch nicht betrogen worden sind, wo noch Gelder vorhanden sind, die sie investieren können. Und solche Kundendaten, die fallen natürlich nicht einfach vom Himmel, sondern die müssen ja irgendwie gewonnen werden. Мета на злоупотреби се и авторски дела на други компании, креативни решенија за продажба на одредени производи и слично. Токму ова е најголемиот проблем на македонските маркетинг компании кои ги советуваат клиентите да внимаваат како ги рекламираат своите производи, но и чии услуги ги користат за таа цел. Има ситуации каде што одредени, најчесто фотографии, односно тоа се веќе дизајни во собственост на некои трети лица, каде што дел од компаниите ги користат не знаејќи дека може да се соочат со проблеми. Начинот на функционирање, како дел од поединци го прават тоа не знаејќи, можеби не сакајќи, со пребарување на пребарувачите, доаѓаат до некоја слика што одговара на соодветниот бизнис и тие слики, фотографии, дизајни се стават на нивните профили. Имавме ситуација каде што некои, ајде да кажам, пријатели, познаници, кои што во моментот не се наши клиенти, одговараат на износ од $5000 пред компании во Америка и се повикани да одговараат пред судовите во Америка. Сметам дека е од многу голема важност да внимаваме креативите кои што се користат за правни лица да бидат лиценцирани, односно изработени стриктно за тие компании. Интернетот е неограничен простор пол со предизвици, но и демначи кои се подготвени да украдат не само идентитети, туку и цели профили за да ја остварат својата цел. Фокусот е на профилите на јавните личности, но и институциите. Во блиска иднина ќе има построги правила во однос на рекламирање на интернет. Во иднина ќе има промени во делот на заштита на личните податоци и тука ќе мораме да внимаваме се повеќе, бидејќи на крајот од оваа година многу строги ќе бидат начините за добивање на лични податоци, односно нема да смееме да се повикуваме, односно да рекламираме на лица кои што немаме согласност од нивна страна.
Многу е тешко да се регулира активирањето на реклами на интернет и така да се избегнат измами. Проблематично е така нареченото програмско рекламирање, кое е индивидуализирано појавување на рекламни банери врз основа на податоците за интересите на корисникот. Тој комплексен процес има многу дупки кои криминалците ги користат. Uns ist bekannt, dass vor allen Dingen die großen sozialen Netzwerken, die seriösen Nachrichtenportale das auch definitiv auf der Agenda haben. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass über ihre Seiten letztlich Betrug ermöglicht oder gefördert wird und dass die beispielsweise über Filtertechniken versuchen, das zu unterbinden. Aber es ist schwierig, es ist herausfordernd und da noch das Ganze weiter effizienter zu gestalten, ich denke, das ist die Hauptaufgabe. Доктор Пановски во пензионерските денови е вознемируван од реклами со наводни негови изјави, а луѓе го прашуваат дали напишаното е вистина. Не знам зошто социјалните мрежи не ги забрануваат. Не знам колку пати треба да им кажеме дека тоа не е вистина. Замислете, мојот пријател Вело Марковски го направи така дека он зборува, му направи на устата дека он кажува за тој чајот. Не само ја, стотици луѓе пишуваат ова е лага. Значи има таму опција кај што кажат ова е лага, не е. I izleguvati sekoj den. Svi oni koji ovo gledaju, ja im preporučujem sledeće. Oni koji su zloupotrebi. Prvo treba da zakucaju na vrata inspekcija, drugo da zakucaju na vrata tužilaštva. Ako ništa od toga ne funkcioniše, onda da zakucaju na vrata medija i da mediji ovo objavljuju svakih 10 dana. Од Македонската агенција за храна и ветеринарство информираат дека не постои обврска да се нагласи дека додатоците на исхрана не се лекови, туку тие мора да бидат означени само како додатоци на исхрана. При тоа, при одобрувањето на некој производ, неговото име не играло улога. Слично е и во Босна и Херцеговина. Registrovani kao dodatak ishrani u Federalnom ministarstvu zdravlja, ali ljekovita svojstva koja su navedena za njega govore da se radi o lijeku. Znači, o tom se radi. Prevara je na tom nivou registrovano kao dodatak ishrani, a data mu ljekovita svojstva koja pišu na kutiji i koja sam navodno ja rekao za njega. Lažna izjava, lažan intervju, identitet i sve ostalo, tako i ta ljekovita svojstva koja su napisana na tom preparatu Cardioline su lažne. При контрола на македонската фирма во Сараево било укажано дека на производот не смеат да му се припишуваат лековите својства, бидејќи истиот не е лек, туку додаток на исхрана. Одобрени производи на македонскиот пазар имаат имиња кои можат да доведат до заблуда дека додатокот на исхрана лечи кардиолошки болести или проблем со шеќерот и простатата. Според дефиницијата од правилникот за посебни барања за безбедност на додатоците на исхрана, тие може да бидат во форма на капсули, пастили, таблети и други слични форми, кеси со прашкаста супстанца, ампули со течност, а додатокот на исхрана може да биде и во форма на спреј. Во македонското обвинителство нема централна статистика за случаите на злоупотреба на личниот идентитет во маркетиншки цели. Неспорно е дека со зголеменото користење на интернетот и особено на социјалните мрежи како простор за огласување и ширење различни содржини, бројот на пријави за злоупотреба на податоци во вакви цели се зголемува. Информираат од обвинителството.